Добро вечер, се вклучувам повторно зборувам за една актуелна политичка тема која се случува во следниот период, а тоа е денес Данска председава со ЕУ до крајот на календарскава година. Знаеме дека два пати годишно, односно на 6 месеца, половина година, 6 месеца, следува ротационото председавање со ЕУ. До вчера беше Полска, заврши денес до крајот на година ќе биде Данска. Не е ова прв пат Данска да председава, и во минатото председавала Данска. Например, во 1983 во Копенхаген, кога се донесени копенхашките критериуми, потоа 2003 и слично. Данските приоритети се веќе познати. Еден од нив е проширувањето на ЕУ, понатаму екологијата, пад на инфлацијата, миграциите, дигитализацијата, вештачката интелигенција, односно ВИ скратено, и слично. Останува поддршките за Украина, Косово, Израел, Тајван и сличните држави. Поддршката за демократијата се разбира. Данска е една од државите кои доста ја поддржува Украина уште од првиот ден во војната. Поддржува националниот суверенитет и територијалниот интегритет на Украина, ги поддржува евроатлантските интеграции на Украина, ја вооружува Украина и дава пари на Украина, обучува војници на Украина и слично. Доаѓа период кога прво Бугарија, потоа со мало заостанување и Романија треба да влезат во Шенген. Проширувањето треба да се одвива на ЗБ, Украина, Молдавија и Грузија. Доаѓа време кога Германија се противи на рестартирање на Северен тек 2. Отворено го поддржува членството на Украина и во НАТО. Добро, НАТО и ЕУ се различни институции. И вчера и денес по Скопје се одржува самит ЕУ ЗБ, обично таквите самити еднаш се одржуваат од држава членка на ЕУ, а потоа од држава членка кандидат за ЕУ, односно од ЗБ. Се очекува ова председавање да биде успешно. Дали ќе биде така, останува да видиме. До тогаш поздрав!